Локалните власти почнаа со подготовка за успешно спроведување на локалните избори, кои ќе се одржат на 15 октомври. Општина Штип ги објави условите за бесплатно истекнување на изборните плакати. Оваа врска имаат согласно изборниот законник. Место за истакнување може да добие секоја регистрирана политичка партија самостојно, коалиции како и група избирачи врз основа на одобрение од градоначалникот на Штип. За добивање на одобрение подносителот на листата треба да поднесе барање до општината и со истото да достави полномошно до властено лице кое е заверено од подносителот на листата. Местата за истакнување на плакати општината ќе ги подели по пат на ждрепка и таа ќе се изврши по објавување на утврдените листи на кандидатите од страна на надлежната изборна комисија. За денот на ждрепката учесниците во изборите ќе бидат известени преку медиумите. Општината ќе го издаде одобрението за местата за истакнување на изборни плакати во рок од 3 дена од денот на одржувањето на ждрепката. Инаку на предвремените парламентарни избори, политичките партии изумија дека треба да достават барања до општината во утврдениот рок. Општината со цел да им излезе во пресред им даде втора шанса. Партиите во текот на изборите најмногу се рекламираат на електронските медиуми, но бесплатното рекламирање го прават и преку социјалните мрежи, каде што честопати меѓу политичките опоненти може да се забележи и говорот на омраза. Се уште официјално на истокот не се познати кандидатите за градоначалници. Партиите во овој дел тактизираат. Во меѓувреме општинските изборни комисии работат согласно роковникот за спроведување на изборите, а избирачкиот список е ставен на јавен увид. Доколку дома немате компјутер и интернет, во тој случај во канцелариите на Државната изборна комисија можете да проверите дали ве има на избирачкиот список.